Советниците во Кавадаречкиот совет од советничките групи на СДСМ и ВМРО ДПМН со меѓусебни обвинувања денеска ја најавија кампањата за локалните избори, чиј датум на одржување е се уште неизвесен. Тие во рамки на 56-та седница си разменија обвинувања поврзани со актуелната политичка состојба во земјава. Советникот Горан Белевски од СДСМ, реплицирајќи му на советникот Зоран Јованчев, ретроспективно се осврна на носењето на законот за употреба на јазиците, гласањето за хашките случаи, донесени кога во коалиција власта ја практицира ВМРО ДПМН во коалиција со ДУИ. Белевски рече дека во преговорите за нова влада со ДУИ, ВМРО ДПМН прифатило се од така наречената тиранска платформа, освен продолжување на мандатот на СЈО. По него на говорница излезе советникот Сашко Петров со обвинувања на адреса исто така на ВМРО ДПМН. Платежната кошничка на граѓаните на општина Кавадарци и на жителите на Република Македонија се зголеми. 5% провизија за оние автопатот со кинезите. И сега кога сте кај албанското знаме, финанската платформа, ќе ве подсетам. Ова е документот од Wikileaks. Ова е преведено, а ова е оригиналниот документ, каде што Никола Груевски заедно со договор со Али Ахмети се договараат за така наречениот Мајски договор. Ова се стенограмска белешка од Собранието на Република Македонија кога се изгласани хашките случаи. Овој овдека, овој пратеник заокружен со црно е вашата пратеничка Весна Пемова и гласала за да се амнистира. Ова овдека е од службен вестник во ведувањето на законот за употреба на јазиците. Но тоа не е се. 10 години ВМРО ДПМН владее со хаос, со терор врз населението. Дали, а знаете оваа фотографија, рушењето на Космос. Дали ја знаете оваа фотографија? Ова е затварањето на Ајда. Дали ја знаете оваа фотографија? Затварањето на Фијат Цановски. Дали го знаете овој со кренатите раце? Љубе Бошковски кога се врати од Хаг. А овој до него е Никола Груевски. Еве го Љубе Бошковски наведнат на земја и како ја бапнува македонската земја кога се сримна од авионот. А еве го овдека, затоа што беше најголема закана за Никола Груевски, беше абсент. Дали се сеќавате на вашиот член Мартин Нешковски кој беше убиен после победата и славењето на ВМРО ДПМН? Дали се сеќавате на апсењето на Кежаровски? Дали се сеќавате на случајот кој што се уште не е расветлен и Никола Младенов? Дали се сеќавате на црниот понеделник? Еве има и книга напишано. Дали се сеќавате на контрапротестот кој го организиравте и кој што ги капевте главите со фрлање на камења? На 24 декември. Дали се сеќавате на Харило Квенец, кој што беше истепан во собранието? Еве го и председателот Зоран Заев. Дали се сеќавате на овие луѓе со качулки на главите кои што влезија и упаднаа во собранието спротивно на сите прописи и закони и процедури на собранието? Каде што министерот каде што Чавков не реагираше, председателот на штабот. И дали се сеќавате на овие 3 насмејани лица? Специјалното јавно обвинителство. Тие се оние кои што ќе донесат светлост од мракот од тунелот и тие се оние кои што ќе го стават Никола Груевски во затвор. И советникот Јованчев изнесе обвинувања кон СДСМ за времето кога ја практицираше власта оваа политичка партија. Претходниот дискутант сакам да го запишам. Од нивниот вожд на 15 септември поеден вработен. Тат свети СДС. Некои прашања не заслужуваат одговор. Територијалната распределба, односно завинувањето на македонските општини во Албански, Струга, Кичево, Скопје, Чај. Околу делот дека се поскапила електричната енергија. Бомбона бизнисот, да ве подсетам со госпожата, ваша подпредседателка Радмила Шичеринска.
8% спалени бензи, филм референцията дека за 2-3 месеци ќе биде, ќе помени и пак ќе се врати името Република Македонија. Горно-долу. Атентатот на председателот Григоров се расветли. Правилно, значи водам поред. Убийството и атентатот на Борис Трајковски. За 6 месеци влез во НАТО и така натаму. Дека нема да вклучувате терористи во парламентот, вие председатели ги ставите на парламентот. 8 милиона евра од глобална заем. Да ве запашам. Швајцарските сметки на Бранко Црвенковски, Хари Костов и така натаму. Продажбата на тенковските делови. Така, од вашиот премиер Вучковски, поранешен премиер. Но што е целта сега со оваа цела работа? Целта е дефокусирање на јавноста од изборот, од прогласувањето на нелегитимно председател на Собранието на Република Македонија. Значи сега да дебатираме зошто се влегло во Собранието, како СЈО ќе работело, па за тоа СЈО имаме ставено ние подпис во Бршанскиот договор. Тоа, значи сме се согласили за таа работа. Саше, секој што направил криминал ќе се одговара. Зоврените страсти ги прекина председателката на Советот со давање на пауза. Потоа советниците се вратија на точките на дневен ред. Со 10 гласа за, Советот го прифати кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Кавадарци во првиот квартал од годината. Опозицијата во Советот гласаше против. На усвојувањето му претходеа дискусии во кои од опозицијата беа искажани забелешки за слаба реализација на буџетот. Се исто и во овој извештај, како времето да застанало, камче не е помрднато во Кавадарци, рече Сашко Петров и обвини за слаба реализација на сите програми. Посочи дека по формирањето на нова влада во сите општини ќе се направила ревизија со цел да се согледа трошењето на народните пари. За големи отстапки помеѓу планираното и реализираното забележа и советничката од СДСМ Милица Андова. Обвини дека во изминатите 4 години во општинската каса влегле и излегле 32 милиони евра, а ништо значајно се немало реализирано. Препукувања меѓу советниците Сашко Петров и Ристо Сакалиев имаше и во делот на трошење на општинските пари за поддршка на спортските клубови кои екзистираат во Кавадарци. Координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН, Зоран Јованчев, кажа дека ќе го поддржат кварталниот извештај и се осврна на реализирани проекти. Во моментов се работи на патот Росоман Кавадарци, реконструирана е улицата Страшо Пинџур, се работи на санација на свлечиште во Ваташа, во тек е изградба на нова градинка, обновена е ПВЦ столаријата во сите училишта во општината, а реконструирани се и покривните конструкции, рече меѓу другото Јованчев. Во рамки на денешната седница беа донесени повеќе одлуки за урбанистичко-планска документација и одлуки за финансиска помош од општината на граѓани, цркви и манифестации. Извештаите за реализираните активности на манифестацијата Тиквешки Гроздобер и Свети Трифун ќе се разгледуваат на наредната седница, бидејќи советникот Сашко Петров побара да му биде доставена на увид целокупната тендерска документација, а на седница за одбрана на извештаите да присуствува и представник на компанијата што го доби тендерот за организирање на овие манифестации. Забележа дека минатата година Тиквешкиот Гроздобер ја имал најлошата организација и праша дали организаторот им ги исплатил надоместоците на сите кои биле вклучени во организирањето на оваа манифестација. И советниците од ВМРО ДПМН побараа овие извештаи да се разгледуваат на наредната седница, бидејќи на седница треба да присуствува представник на организаторот на Гроздоберот и прославата за Свети Трифун. Едногласно Советот ги поддржа извештајот за работа на мини хидроелектричните централи Лукар, финансискиот извештај за нив и извештајот за работењето на јавното предпријатие Комуналец во минатата година. Советничката Божанка Минова повторно апелираше Советот да донесе одлука да се ослободат од камата сите граѓани кои плаќаат преку извршители стари долгови. Директорот на Комуналец Илија Атанасов рече дека за тоа е потребна одлука на Советот. Советникот Ташо Раднијански на оваа седница го актуализираше проблемот со сеча од македонски шуми во близина на изворите Лукар. Атанасов одговори дека сеча се вршела во сливното подрачје на Стара река и заматувањето на водата се случувало токму
поради тоа. Апелираше координирано да настапат општините Кавадарци, Росоман и Неготино по ова прашање, бидејќи какви филтри и да се постават, заматување на водата која ја пијат жителите на овие општини сепак ќе имало доколку се врши сеча во близина на изворите. На денешната седница се донесе одлука за именување на членови на Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво и именување на председател. Едногласно беше усвоен извештајот за реализацијата на програмата за активности на општината во областа на спортот. За наредниот петок Советот на општината ја закажа 57-та седница.